Намалувањето на цените на основните прехранбени производи граѓаните го очекуваат веќе долго време, бидејќи власта тоа им го вети. Видовме дека од декември месец некаде добивте субвенционирана електрична енергија за 80 евра и една од работите беше токму тоа, да се намалат цените на основните производи. Сега некако власта обвинува дека вие сте тие кои што на некој начин сте ги измамиле. Како нив, така и граѓаните. Поради на што се должи ваквата риторика кога зборуваме за цените на производите? Вака се извинувам, не може на тој начин да пристапите во разговоров. Не е намалувањето на цените волја на некој поединец, па тоа е емотивна волја, сега ние ќе ги намалиме или ќе ги зголемиме. Тоа е економски законитост има. Има даден производ кој што се произведува, влезни инпути. Влезните инпути се материјален трошок за производот, колку чинат суровините, се човечката рака што учествува во цената на тој производ и се енергетскиот инпут. Во зависност од тие инпути кои што влегуваат во финалниот производ, ќе биде и неговата финална цена. Не е тоа дали ние сакаме, па некој сака, па некој влие на некого. Едноставно, тоа е економска законитост и мора да бидат втемелени тие причини за цената на производот врз основа на ова што ви го кажав. Да бидеме реални и да им кажеме на граѓаните дека не може да очекуваат лепо до 18 денари, кога тоа го имавме пред неколку години. Видовме сега случувањата во Украина, си го направија своето. Од друга страна, зошто не успеавте да се скоординирате со владава? Државниот пазарен инспекторат најави контроли по маркетите и останатите компании кои што добиле субвенционирана електрична енергија од 80 евра. И еве, јас лично им ги побарав тие анализи за кои што зборуваат, не ги добивме со изговор дека можеби следната недела ќе бидат објавени. Директорот избегна и интервју. Како понатаму вие ќе продолжите кога граѓаните очекуваат намалување? Да бидеме реални, нели? Во дадената ситуација, за да се постигне некое намалување на цената, и тоа конзистентни сме постојано во ставовите во однос на тоа дека со субвенциите на електричната енергија од 80 евра за мегават се постигна некое 10% намалување на цената. Меѓутоа, толку е партиципирањето на енергијата во финалниот производ. Паралелно со тоа, минатата година, од февруари 2022 до декември 2022, и се уште трае, цената на суровините се зголеми за 97,8%. Под суровини подразбираме кои што учествуваат во производството: брашно, месо, млечни производи, масти од различен тип, морам вака си едно да не должиме. И во ист момент цената на работната рака во дадениот момент сега веднаш почнува нагло да расте, бидејќи има доста сериозно одлив на човечки ресурси и на луѓе работно способни надвор од нашата држава. И апропо тоа, тој недостаток на работна сила исто така креира да цената на работната сила расте. Тоа веќе јасно го има по многу институции кои што го констатираат. И сега имате дадена ситуација каде што суровините стагнираат со високите цени, работната рака расте како цена, енергијата субвенционирана беше намалена околу 10% и добивате сума дека практично и оваа цена на производите е некоја најмала, најможно ниска. Значи, јас и во минатото конзистентно најавував дека субвенционираната цена е еден чекор кој што ќе намали, кој што ќе овозможи мало намалување 10% и стагнација на цената на производите, што се постигна. А за поквалитетни чекори и подлабоко намалување на цените треба сублимат од повеќе чекори. Секогаш ова го повторувам, еве видете и претходно во медиумите. Значи, треба да се пристапи на тој начин ако сакаме подлабоко намалување на цените. Инаку, врз основа на економските законитости, врз основа на влезните параметри, не е можно понатамошно намалување на цените. Министерот за економија Кршник Бектеши ве обвини за војно профитерство, не вас лично, меѓутоа компаниите кои што добиле субвенции за поевтина електрична енергија, меѓутоа анализата не е повторно не ја видовме. Би замолил, пред такви зборови тешки да се употребат, да се покажат анализите врз основа на кои што се втемелени тие вербални изрази. Затоа што не може вие претходно да кажете, да употребите вакви тешки зборови, кои што според мене се неумесни,
а при тоа не давате анализи и аргументи. Претходно први треба да се видат анализите и аргументите, да ги видиме, да се видат еве и во јавноста, а потоа да се преземат одлуки. Верувајте дека компаниите целиот овој период, 2 години ковид, 1 година енергетска криза, се во многу тешка состојба. Наскоро доаѓаат завршните сметки, нели крај на февруари, почеток на март, кај што ќе се види колку компаниите практично имаат загуби или профит. Од друга страна, министерот Бектеши вика дека тие компании кои што не успеале, едноставно ќе бидат исклучени од субвенциите. Дали тоа е решение? И од друга страна вика, па нека затворат. Видете вака, ние сме доста рационални и конструктивни и сметаме дека дадените компании кои што не се држале до тој джентлменски договор, односно до договорот што го имавме во однос на субвенционирањето на цената на електричната енергија и цените кои што требаше да ги имаме, си има. Тие компании нека ги префрлат на слободна берза за електрична енергија. Меѓутоа, дадените компании кои што и он кажа дека се нели околу 40% кои што се држале до тој договор, потребно и понатака да се продолжи да се влијае на нив во позитивна насока да се развиваат. Така да, односно да продолжат да функционираат. Така да, тоа е рационален пристап. Има договор, некој се држал до тој договор, он практично оди понатака, другите компании кои што не се држале до тој договор се исклучуваат и се префрлаат на слободната берза. Ние сметаме дека е тоа рационално и тоа и го очекувавме. А во однос на изразот дека не постои интерес нели некои компании дали воопшто ќе работат или не, повторно сметаме дека во нашата земја еднаш треба за секогаш да се расчисти дека производните компании се есенција во нашето општество. Тие креираат додадена вредност, тие вработуваат луѓе, тие плаќаат даноци, тие со нивното функционирање го овозможуваат економското движење. Тие се тие кои што треба до максимум да се негуваат и понатака да се развиваат. Вака што излегува нели дека е добро да сте администрација, а не е добро приватен бизнис. Малку се извинувам, но ова ме потсетува на некои минати времиња од социјализмот. Се најавува и замрзнување на маржата. Тоа е нешто што го имавме и претходно, меѓутоа видовме дека има негативен ефект, бидејќи во истиот момент кога ќе се одмрзнат цените, замрзнување на цените на левот, да не е повисока цената од 33 денари, меѓутоа нема константен одговор во смисла на тоа до кога ќе биде ова замрзнување на цените. Па видете, еден моментум кој што вие го спомнувате е до кога би биле тие цени, нели? Исто тоа е едно квалитетно прашање. Меѓутоа има едно друго прашање. Дадените производители на овие производи ги продаваат понатака во трговските ланци, а трговските ланци ја формираат финалната цена кон потрошувачот. Прашањето е сега. Производниве компании може би ги продаваат на трговците 20 и неколку денари, а овие имаат толку голема маржа, кој што стига цената до 34-5%. Значи, во дадена ситуација не може само производителите да, како да кажам, да се влијае на нив. Треба и трговците повторно да се видат со нивните маржи. Колку производителот го продава производот кон трговскиот ланец, колку е маржата на трговскиот ланец, за да финално дојде до крајниот потрошувач. Тоа е еден врзан синџир од повеќе вериги кои што потребно е значи да се проанализираат за да се види точно кој, како и колку проценти. Ние многу пати во минатото спомнавме дека тука треба да се обрне посебно во оној моментум на нефер трговски практики при снабдување на трговски ланци, како дел од закон кој што се уште не видовме нели тие бенефити каде што се дефинираат процентите колку што може да трговецот ги конзумира од страна на производителот. Така да, сума сумарум, не знам што ќе предизвика ова замрзнување на цените на основните производи, меѓутоа сметаме дека не е соодветен и релевантен чекор, него дека не треба да се брза толку, требаше да се обмисли добро, поквалитетно како да се настапи во целата ситуација со цел да се овозможи максимум ниска цена за крајниот потрошувач во овие тешки и специфични времиња. Точно е дека барате на помош од државата за да ги зголемите платите кај своите вработени, бидејќи во еден наш разговор вие потенциравте дека
давачките ви се зголемени бидејќи имате работна сила, одлив на работна квалитетна сила која што учествува во крајниот производ, кој што пак за да го стимулирате и да го задржите, мора да им ја зголемите платата. Да, тоа е еден многу сериозен проблем кој што сега се јавува. Растот на платите на човечките ресурси, на вработените. Претходно нели ви напоменав дека поради тоа што во западните земји има голема потреба, ги знаете тие информации во Германија, нели, Германија, Хрватска, има голема потреба за човечки ресурси. Се случува посебно во овој сегмент квалитетни занаечи, квалитетни нели во прехранбена индустрија, пекари, сладкари и така натака, односно целиот сегмент на кој што им е потребен за летната туристичка сезона, посебно во Хрватска, а и во Германија, нели? Така да тој одлив и заминување на луѓе креира да има недостаток кај нас. А тој недостаток, по принцип на пазарна вредност, веднаш креира да имате зголемување на нивната цена на трудот. И сега, тоа беше, другите комори го спомна и сметаме дека е релевантен чекор, дека треба сега да се, дури уште повеќе да се помогне на компаниите со тие субвенции, за да може да ги задржиме да останат во нашата земја. Ние не можеме да конкурираме на цените кои што би ги добиле, односно платите кои што би ги добиле во западните земји. Меѓутоа, ако сте војни профитери, не го тврдам јас, дека ова е тврдење на министерот Бектеши, тогаш вие би имале доволно финансиски средства да ја поддржите таа идеја за растот на платите. Пак велам, не викам дека сте војни профитери. Тие несериозни изрази не би ги коментирал, меѓутоа, дали сме или не сме, сега ќе има завршни сметки по давање, едноставно може да се отиде во централниот регистар и да се види дадените компании колку имаат профит производните компании, колку имаат профит трговските компании, па тогаш да се употребат соодветно тешки вербални изрази. Ние сметаме дека не е овој израз соодветен и не отсликува реалноста. Дефинитивно сме увозно зависна држава кога станува збор за производство и останати производи. Зошто се претворивме во држава која што постојано увезува некакви производи, еве житото. Ние сме, Македонија е плодна почва, земјоделско земјиште имаме многу, меѓутоа дали треба да ги активираме стоковите резерви? Вака, господин Сунај, тука отворивте повеќе теми, меѓутоа една од најзначајните се даваат субвенции во земјоделието, а производството на храна се намалува. Сега чинам имаше нели промена на законот дека конечно субвенциите ќе се даваат по килограм произведена принос, по килограм принос, што е од суштинско есенцијално значење, бидејќи тоа ќе ги мотивира луѓето повеќе да работат. До сега беше според метар квадратен површина доделување субвенции, така да тој исчекор веќе е направен, меѓутоа не е оперативен, не е во функција и треба добро да се осмисли тоа за да се овозможи на земјоделците да почнат да произведуваат повеќе храна. Тоа е единствен начин за нивна мотивација. Ова што го споменавте пред малку, зошто се намалува нели производството на храна. Една од причините е ова. Ако вие, нели како држава, сакате производството на прехранбените производи да го направите социјална категорија, ова е вистински начин. Сега вие притискате на производителите нели на прехранбени производи. Тие се терцијален елемент за производство. Тие не можат да платат на секундарниот елемент, тоа се мелничарите во мојот бизнис. Така, бидејќи многу ниска цена социјална категорија, тие повторно ќе притискаат на овие да во неразумност, немање профит, така да тој бизнис исто ќе се притиска и нема да функционира добро. Овие пак ќе притискаат секундарните на примерниот елемент, тоа се земјоделците. Нема да има доволно пари, затоа што они треба нели да имаат да ја ораат земјата, семенски материјал да употребат, треба да добијат принос кој што ќе овозможи да имаат добра профитабилност и понатака да работат со тоа. Значи, се претвора целиот бизнис во еден вид социјална категорија. Значи, новиот западен европски пристап, знаете како е? Треба да се овозможи на примерниот земјоделец да се обработи земјата, да има квалитетна механизација, да има реална пазарна вредност неговиот производ во која што он ќе профитира, понатака овој треба да го продаде на мелничарот.
кој што повторно ќе има реален базна профит за да го произведе својот производ, потамтак овој треба на терцијално да го продаде кај што е реална пазарна вредност и така ќе се формира цената. Државата треба да овозможи на високи плати секаде во нашата општество. Ме сваќате? Вака го гушите бизнисот. Претворањето во социјална категорија на бизнисите доаѓа и се случува ова. Необработена земја, нема интерес за обработка на земја, мелничарите масовно ги продаваат млиновите и не функционираат, тешко на рап на екзистенција се. Производителите се ретчат на прехранбени производи, посебно нели во овој сегмент од индустријата и резултира со големо непроизводство на храна, односно голем увоз на храна. Значи, пристапот на претворање на бизнисите на некој начин во социјална категорија, нели, ограничување цени, немање профитабилност, што може да се види по завршните сметки на овие компании, можете наназад годините, според нас не е добар, ние треба да гледаме да се сватиме кон Европска унија. Како таму се решаваат овие работи? Дали таму има нели ограничување на цена на леб, дали таму има дали таму исто така има необработена земја толку, колку земјоделците имаат приноси. Односно, еве да не одиме во силните, моќните европски земји, да видиме тука во околните земји. Па еве, Грција, Бугарија, кои што се Романија на Европска унија, како таму ги решаваат овие проблеми. Така да, според нас, од коморите треба да се овозможи сите елементи и производители кои што ги произведуваат во секој сегмент своите производи, еве конкретно ако говориме тука кај нас прехранбената индустрија, да има рамномерност и правилен развој за формирање на квалитетна цена, каде што секој вработен ќе биде добро платен, секој данок од кон државата ќе биде наплатен и ќе има добра профитабилност која што ќе ги мотивира луѓето да работат и да произведуваат, а не да заминуваат од нашата земја и да не обработуваат воопшто земјата тука. Во контекст на ова, колку климатските промени може да си го направи своето со оглед на состојбата во која се наоѓаме. Зборуваме од аспект на производствениот капацитет, па и многу повеќе. Знаете, климатските промени обично алудираат и се толкуваат од аспектот на сушата што ќе ја предизвикуваат. Веќе знаеме дека тоа се нели во иднина се претпоставува дека тие сушни месеци ќе бидат поголеми, недостатокот на вода е клучниот елемент од тие климатски промени. Тоа не наведува нели дека ќе имаме притисок да ги менуваме некои култури со други култури кои што се повеќе издржливи во однос на суша, односно воедно да имаме канали за наводнување на вода, системот капка по капка да се повеќе да се употребува. Тоа носи нели кон правење на некои брани каде што ќе се задржува што повеќе водата за да може да се наводнуваат земјоделските површини. Така да понатак имаме нели осовременување на производството, користење на дронови во некои технологии каде што ќе се овозможи поголем принос. Значи ова изискува една темелна и сериозна анализа врз основа на која што понатака ќе се преземат мерки како да се минимизира улогата на климатските промени врз количината на производство, врз квалитетот на производство и така натака. До кога важи меркава за субвенционирање на електрична енергија од 80 евра? До април, ако не се лажаме? До крајот на април беше мерката за субвенционирање, меѓутоа сега нели како што добиваме информации дека таа е укината. Ова е нова информација со ограничување на цената на основните производи. Тука би сакал и таа дистинкција да ја спомнам. Основните производи се дефинирале бел, полубел, меѓутоа другите производи не може да бидат предмет практично на ограничување. Односно мораме да бидеме логични, разумни и рационални поради трошоците кои што се високи. Дали после април, ако прекине таа субвенција, значи дека се што било намалено до тогаш, тоа ќе биде. Понатаму може би да очекуваме повисоки цени. Па секоја компанија врз основа на сопствени внатрешни интерни анализи ќе се утврди дали може да издржи, дали може да смени некои цени, односно дали може да функционира. Затоа што во суштина не можете компанијата да ја донесете вие во крајна нужда, односно да не може да опстане. Нели, секој мора да си има
некое решение кое што може да се случи, нели, исто така и некои производи воопшто да не се произведуваат. Кога е таква ситуација каде што вие со дадени производи креирате загуба, тогаш нормално дека нема да ги произведувате. И тоа е едното од можните решенија кои што би се случувале во зависност од тоа каква ќе биде ситуацијата. Сигурно постои нешто што не сум ве прашал, а би требало да бидете прашани. Што е тоа? Не, поставивте многу убави прашања, посебно оној дел од прашањата што спомнав дека не можете во новото време кон Европска унија, каде што ние се фокусираме да одиме, да го правите бизнисот да биде социјална категорија. Напротив, ние сметаме дека бизнисот треба да му се овозможи секаде да има соодветна профитабилност сите бизниси, за тие да растат. Така ќе може да наплатите повеќе данок, така ќе може вработените повисоки плати да земат. Значи тоа е суштина, а државата треба да се фокусира како да ги зголеми платите на луѓето општо. Тоа е елементот според нас кој што е суштински и треба да се гледа. Како администратор да се влија и да се изнајдат модуси како да растат платите на луѓето, а воедно на бизнисот да му се овозможи нормално да функционира, да вирее со вистински начин, би рекол, на функционирање. Така да под вистински подразбирам, нели, секој да си има доволна маржа за да може квалитетно да се обработува земја, да може квалитетно секој елемент од даденото производство на производот, нели, секој сегмент од бизнисите да има простор да вирее, да се развива, апропо тоа, нели, државата ќе абсорбира даноци, ќе абсорбира повисоки плати луѓето ќе добиваат, така да едноставно да се овозможи квалитетен економски живот на компаниите. Ви благодарам. Благодарам и на вас.